Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Нјукастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Нјукастел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Едно важно соопштение од управата овде во Нјукастел се бара помошник на попот Пецо Петровски, тоест притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Нјукастел. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај председател Саше Стојчевски на 0408 4901 48. Да најавиме нешто за играрната група и македонското школо. Како што знаете, досега се одржуваше тренинг во среда, а сега секој петок ќе се одржува часови по македонски јазик од 5:30 до 6:30 после пладне и од 6:30 до 7:30 ќе тренираат играорците. Значи секој петок во нашиот македонски културен центар. Имаме нови наставнички кои ќе ги учат децата македонски јазик и македонска култура. Како што знаеме, сите се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сато после ручек. Се игра бинго од 10:30 до 11:30. После се дава ручекот. Сите заинтересирани за овој ручек во четврток, јавете се кај Сузи Цветановска, координаторот, на 0434 429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431 11 7602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек ќе биде $20 по лице со 4 врсти јадења. Нешто за нашиот град Нјукасел, за се што се случува.
Како и секогаш овде во нашиот македонски културен центар секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимаваат некои со играње карти, други со играње домино и трети со играње на шах, а пак останатите гледаат македонски канали со музика и се друго. Исто така овие сати се занимаваат и послужени се со кафе, чај, бисквити. Како и сите фудбалски тимови, ние имаме јуниорски тимови во тимот Бротмедо Меджик и тоа во многу голем број од најмали години, кои се напреваруваат во Маја Пак Бротмедо. Многу е важно да најавиме дека во нашата македонска црковна сала можете да организирате разни свечености, како свадби, кршевки, родендени и други веселби. За сето ова можете да се јавите кај претседател Саше Стојчевски на 0408 490148 и кај секретарот Крис Веловски на 0414 296910 за повеќе информации. Сега нешто да проследиме за македонскиот јазик меѓу двете светски војни. По Балканските војни Македонија била поделена меѓу соседните држави. Во секој од деловите започнала силна асимилаторска политика, што подразбира наметнување на тамошниот јазик. Во Вардарска Македонија, која и припаднала на Србија, официјален бил српскиот јазик. Во Пиринска Македонија, која и припаднала на Бугарија, се наметнал бугарскиот јазик, а во Егејска Македонија грчкиот. Во грчкиот дел политиката била најостра и македонскиот јазик се забранува за употреба дури и дома, а за непочитување на тоа се применувале строги казнени мерки. Ова агресивна грчка политика била поставена и пред Друштвото на народите, под чиј притисок грчката влада дозволила да се состави буквар по македонски јазик абецедар во 1925 година. Тој бил напишан на латиница, на лерински говор и содржал кратки текстови наменати за учење на азбуката. Но грчките власти никогаш не дозволиле тој практично да се употребува и затоа не стигнал до училиштата. Иако со отпечатувањето на абецедарот, грчките власти сакале само да си ги избегнат непријатностите, сепак тоа е официјално признание дека македонскиот јазик и македонскиот народ постоел и ќе постои. Вардарска Македонија. Во кралството на подоцна Југославија, официјалниот јазик на администрацијата, образованието и јавната комуникација бил српскиот, а македонскиот јазик бил сведен на дијалектна форма за домашна употреба. Во овој период се појавуваат неколкумина драмски автори кои пишуваат на македонски јазик и со тоа го креваат на едно повисоко ниво, јазик на регионална употреба. Ова активно започнува 1928 година со драмата Ленче Кумановче, Бегалка, од Васил Илјовски, напишена на кумановски говор, но многу позначање е појавата на драмата Печалбари од Антон Панов, кој не ја напишал на својот струмички говор, туку на западно-македонското наречие. Со ова, тој ја продолжил Крстер Петков Мисирков и одново ја потпоставил практиката за пишување литературни дела на западно-македонското наречие. По него и Ристо Крле ја пишува Парите се отепувачка на струшки западно-македонски говор. Особено значање појавата на збирката Песни Бели мугри од Кочо Рацин, со што се зацврстила улогата на централните македонски говори како основа за македонскиот литературен јазик. Пиринска Македонија. Во Бугарија и понатаму продолжил да опстојува македонскиот литературен кружок, иако бугарската политика била асимилјаторска и негаторска, сепак во тој период Коле Неделковски ги објави своите две збирки Песни во Софија, Маскавици и Пеш по светот. Бугарите се разбира и ден денес го оспоруваат идентитетот на поетот, но ние не мора да докажеме ништо. Самиот Коле
си кажал во својата поезија кој е и како се чувствува. Глас од Македонија. Трајте, тирани ниедни, доста се тие лаги и злоба. Покосен глас од устните гадни над мојот народ у секоја доба. Та ете веќе векови цели, писка и стенка од волци гости, за брата вијат кој да го дели, за да му глота сувите коски. Па нека сега сам да си реши со своја волја, судба и сева, во животот еднаш сам да се теши. Дигнете славно свој род без врева, та шар, та пирин, дружно да викнат. Родната песна и небесни темни и бурниот егеј на век да плиска, тешкиот глас на новите химни. Нешто за македонскиот јазик. Источно-јужнословенски јазик, дел од групата словенски јазици од јазичното семејство на индоевропски јазици. Македонскиот е службен и национален јазик во Македонија, а воедно и е официјално признат како регионален службен јазик во Грција, пустеш во Албанија, каде што живее бројно македонско население, но и во Србија како официјален во општините Јабулка и Пладниште, Романија и Косово. Македонски се зборува и во Австралија, Бугарија, Грција, Канада, Црна Гора, Турција, во некои земји членки на Европската унија и останатата македонска диаспора. Вкупниот број на македонски говорници е тешко да се утврди поради несоодветни пописи, но бројката се движи од околу 2,5 до 3 милиони луѓе. Иако спаѓа во групата на словенски јазици, македонскиот во текот на својот историски развој, како резултат на повеќе вековни допири и влијанија со суседните јазици, како што се грчкиот, албанскиот и ароманскиот, развил некои заеднички граматички, синтактички и фонолошки карактеристики со овие несродни јазици. Овие јазици го сочинуваат Балканскиот јазичен сојуз. Според ценетиот јазичарски извор, македонски се зборува и во југозападниот дел на Бугарија и Северна Грција, но нема податоци за бројот на луѓето. Сличен став имат и BBC Британика архивирано на 24 декември 2007 година и УНЕСКО. Области во регионот Македонија каде македонскиот е застапен на повисоко ниво. Јазикот според јазичарската категорија спаѓа во групата на источните јужнословенски јазици со бугарскиот јазик и торлачките дијалекти. Територијата што денеска ја зазема, а што во блиско минато била поширока, македонскиот јазик се формирал од говорите на македонските племиња која населувале територијата на етничка Македонија, па се длабоко во териториите на денешната Грција и Албанија, но со самиот развој на државите тој регион се стеснал и македонските говори во тие краишта полека почнал да се заменува со други јазици. Денес во Албанија македонски јазик се зборува најмногу во Мала Преспа, Голо Брдо и скоро сите погранични места во Република Македонија. Во приморската Македонија македонскиот јазик се зборува најмногу во префекторите Воден и Лерин. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Ти си за мене. На нашата многу сакана и поштована ќерка, сестра и внука Жадај Ниневска. Со наискрени желби од се срце ја честитаме свршувачката со саканиот Џајмс и на двајца му посакуваме добра среќа, убава радост и вечна љубов во заедничкиот живот. Овие убави желби се посакани од мајката Рената и братот Бао Ниневски, како и баба Миланка и вујче Боби Ѓоргиевски. Да слушнеме убавата песна. Случајно се сретнавме, еден во друг гледа.
Со песната Мајко, една си на светот, на нашата многу сакана и поштована мајка и баба Цвета Размовска. Со наискрени желби и честитки, од се срце го честитаме 90-тиот роден ден, исто и посакуваме добро здравје, убава стреќа и длабока старост во придружба на сите нејзини блиски и сакани. Овие убави искрени желби се посакани од се срце од ќерката Славица, зето Тренчо Размовски и внуката Даниела со Ник. Со истата народна песна, синот Никола, сната Жаклина и внуките Емели и Флин испраќа срдечни честитки по повод 90-тиот роден ден на мајката и баба Цвета Размовска. Воедно и посакуваат многу среќна и весела иднина со сите нејзини блиски во фамилијата. Да слушниме убавата песна. Ти си ми се што имам јас, зошто не си крај мене? Се разболев, мајко, јас без тебе. Зошто не си крај мене? Се разболев, мајко, јас без тебе. Скитник сега сум по светот, мајко, 9 години, мојта младост помина, лице моје ми овена, мојта младост помина, лице моје ми овена. Мајко, една си на светот, сека вечер те сонува, ноќе се разбудува. Ах, мајко, тебе те нема, ноќе се разбудува. Ах, мајко, тебе те нема. Со песната Мајко, една си на светот, а сега изведена од Анета и групата Молика. На нашата сакана и поштована баба и пребаба Цвета Размовска, од се срце го честитаме 90-тиот роден ден, исто и посакуваме да има добро здравје, убава стреќа и длабока старост во придружба на сите сакани и блиски. Овие убави желби се посакани од внуката Лидија, зетот Алекс и превнучињата Изабела и Кристијан Митревски од Волонго. Со истата народна песна, внуката Алиша со Джош и превнучињата Лука и Лио Чили испраќаат честитки по повод 90-тиот роден ден на бабата и пребабата Цвета Размовска, исто и посакуваат многу добро здравје, стреќа во иднина и длабока старост со сите најмили. Да ја слушнеме убавата песна.
Уште една соопштението од управата овде во Њукастел. Се бара помошник на свештеникот Пецо Петровски, тоест притруп, овде во нашата православна црква, Пресвета Богородица Њукастел. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај преседателот Саше Стојчевски на 0408 49 01 48. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Сестро Сладка. Сестрата Љуба и зетот Мице Шумковски, со керките Мери, Суза, воедно и Ник, сите со нивните фамилии. Испраќат искрени од се срце желби по повод 90-тиот роден ден на сестрата и тетка Цвета Размовска. Исто така и посакуваат да ја жива здрава за долги години заедно со незините најблиски. Со истата народна песна на нашата многу сакана и многу поштована сестра и тетка Цвета Размовска. Од се срце и го честитаме 90-тиот роден ден, како и добро здравје, голема среќа и длабока старост со сите незини најблиски. Овие убави од се срце желби се посакани од сестрата Вера Митревска со синот Владе, сната Кордела, сите Митревски. Внукот Томе со Сузана и внукот Владе Јуруковски, како и Весна со фамилијата од убава наша Македонија, посакуваат срдечни честитки по повод 90-тиот роден ден на нашата баба Цвета Размовска, исто така и посакуваат многу здравје, длабока старост во придружба на сите незини блиски, сакани и најмили. Да слушнеме убавата песна. Sestro najmilija
Со песната Мајко, чекај ме. Рада Ѓоргиевска со ќерката Мери и зето Тони Стаменковски со фамилијата испраќаат убави желби и честитки по повод 90-тиот роден ден на Цвета Размовска, воедно и посакуваат здравје, среќа и длабока старост со сите нејзини сакани. Со истата народна песна Стојан со синот Лазе Перчевски испраќаат срдечни честитки по повод 90-тиот роден ден на пријателката Цвета Размовска, исто и посакуваат многу добро здравје и длабока старост со најсаканите. Ѓоко и Ристана Митревски со Билјана и Стевче со фамилијата посакуваат среќен 90-тиот роден ден на Цвета Размовска, како и добро здравје, убава среќа и длабока старост со најсаканите. Драган и Лена Јуруковски со фамилијата испраќаат искрени од се срце желби по повод 90-тиот роден ден на Цвета Размовска, исто така добро здравје, голема среќа и длабока старост со сите нејзини најмили и најсакани. Да ја слушниме убавата песна.
Да ги проследиме уште една соопштенијата од Њукастел и околината. Важно соопштение од управата овде во Њукастел. Се бара помошник на свештеникот Пецо Петровски, тоест притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Њукастел. За повеќе информации за тоа, јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408 490148. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сат после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручекот во четврток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434 429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е $20 по лице со 4 врсти јадења. Да најавиме нешто за игрорната група и македонското школо. Како што знаете, досега се одржуваше тренинг во среда, а сега во петок ќе се одржува часови по македонски јазик од 5:30 до 6:30 и после пладне, а од 6:30 до 7:30 ќе тренират играорците. Значи, секој петок во нашиот македонски културен центар имаме нови две наставнички кои ќе ги учат децата македонски јазик и македонска култура. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Мајка. На саканата и поштована стрина и баба Цвета Размовска. Од се срце и го честитаме 90-тиот роден ден, како и добро здравје, убава среќа и длабока старост со сите нејзини мили и сакани во фамилијата. Овие убави честитки се посакани од внуката Миланка Ѓоргиевска со цела нејзина фамилија. На многу саканата и поштована Цвета Размовска и го честитаме 90-тиот роден ден, исто и посакуваме длабока старост со нејзините најсакани во фамилијата. Овие убави искрени од се срце желби се од Мичо и Мара Милковиќ со цела нивна фамилија. Со наискрени желби и честитки го честитаме 90-тиот роден ден на Цвета Размовска, исто и посакуваме многу здравје, среќа и длабока старост со нејзините најсакани. Овие убави честитки ги испраќаат Злате и Ленче Нечовски, Кире и Кристина Марковски, Горан и Мери Саковски со нивните фамилии. На многу поштованата пријателка Цвета Размовска, со наискрени желби и честитки од се срце и го честитаме 90-тиот роден ден, како и здравје, убава среќа, воедно и длабока старост со нејзините најсакани. Овие убави честитки се посакани од Пеце и Лила Вртковски со нивната фамилија.
Зошто Боже вака ме казнуваш? Како ми е мене Боже, ти не ме прашуваш? Кога бе дете мојта мајка пеше и наместо бајки таја солзи и махиретеше. Кога бе дете мојта мајка пеше и наместо бајки таја солзи и махиретеше. И плаче и пее, може ли заедно? Тогаш на мама и било најтешко. И плаче и пее, може ли заедно? Тогаш на мама и било најтешко. И плаче и пее, може ли заедно? Тогаш на мама и било најтешко. И плаче и пее, може ли заедно? Тогаш на мама и било најтешко. Тогаш на мојта мајка и било најтешко. А сега да проследиме нешто и за здравието. Појадок кој ве слабее, намирница со која се губи двојно повеќе килограми. Ако сакате да изгубите тежина, не прескокнувајте појадок. Студиите потврдуваат дека јајцата исто така треба да се најдат на мениито. Студијата објавена во списанието International Journal of Obesity покажа дека јајцата се одличен сојузник за слабење. Две групи на лица со вишок килограми беа следени во текот на двомесечна студија. Од нив, едната група јадеше 2 јајца за појадок, а другата група уживаше во пецива. Двете групи консумирале иста количина килограми во првиот утрински оброк, но во 65% од случаите жените и мажите кои јаделе јајца изгубиле повеќе килограми. Покрај тоа, тие рекоа дека имаат повеќе енергија од лицата кои го започнале денот со јаглени хидрати и имаат значително намалување на индексот на телесна маса. Овие резултати не ги изненадуваат нутриционистите, кои јајцата ги сметаат за одличен извор на протеини, кои ефикасно заситуваат и го спречуваат прејадувањето до крајот на денот. Покрај тоа, тие нам помагат во регулирање на добриот холестерол и се богати со витамин B12 и холин, што овозможува нормално функционирање на сите клетки во организмот. Треба да се има предвид дека во 100 грама јајца има околу 160 калории, но ова бројка е зголемена ако тие пржат со путер или масло. Најдобар начин е да комбинирате варени јајца со салата. Совети за диети без воздржување од благо. Многу строги диети наметнуваат ограничување на јадење сладки, но некои стручњаци сметат дека тоа не е вистинскиот пристап и дека доведува до лоши ефекти. Затоа, ако човекот има желба да касне нешто сладко, треба да се препушти на таа потреба. Следат неколку здрави можности кои
нутриционистите ги препорачуваат. Дезерти во контролирани порции. Само затоа што се обидувате да изгубите тежина, не значи дека треба да престанете да јадите дезерт. Наместо тоа, пазливоста во големината на порцијата може да направи чуда. Дезертите во контролирани порции се добар избор за оние кои сакаат да ја контролираат својата тежина, изјави нутриционистката Лорен Манакер. Зелен чај со дезертот. Зелениот чај содржи кофеин и соединение наречено ЕКЦ, за кое што е докажано дека поддржува губење на тежина, вели Манакер. Дебелината е хронична болест што може да се лекува. Би можеле да ја третирате како што третираме било која друга хронична болест, со ефективни и безбедни пристапи што ги таргетираат механизмите на основната болест. А овие резултати се доказ дека терзипатит делува на тој начин, рече овај доктор, објаснувајќи и дека пациентите можеби ќе треба да станат на односната терапија неодредено долго време. Но, ако сметаме дека прекумерната дебелина е хронична болест, тогаш зошто хронична болест да се лекува само 72 недели, изјави таа. Доктор Саймон Корк од Универзитетот во Кембридж, Енглеска, рече дека ова класа лекови делува само доколку учесниците се придружуваат до пропишаната диета што се заснова врз намален внес на калории. Значи, ова не е вид на магичен лек, истакна професорката Корк. Тирзепатит е медикамент произведен во фармацевската компанија Eli Lilly, а во Америка беше одобрен за третмент на дијабетис тип 2 во средината на мај. Федералната управа на храна и лекарства утврди дека лекот со правилна исхрана и физичка активност успева да го држи под контрола нивото на шеќер во крвта кај возрастните со таков тип дијабетис. Резултатите од студијата се објавени во специјализирано списание New England Journal of Medicine.
Тоа беше македонска гајда изведена од младиот Петар Ангелевски од Стругово. Тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.